За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите маринирани јагнешки котлети. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 6 јагнешки котлети, 1 лажица доматно пире, 2 до 3 гранчиња мајчина душичка, 3 до 4 гранчиња магдонос, 6 чешња лук, 2 до 3 ловорови листа, половина лажица оригано, 10 зрна црн пипер, половина кесичка цимет, 125 мл црвено вино, маслиново масло, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 30 минути, не сметајќи го времето додека котлетите одстојуваат во маринадата. Магдоносот покрупно го сечкаме. Чешнињата лук ги сечкаме на парчиња. Во дрвен сад за толчење ги ставаме зрната црн пипер и ги толчиме. Ги додаваме лукот, магдоносот, ловоровите листови искинати на парчиња. Во садот додаваме маслиново масло. Го додаваме и црвеното вино. Ги толчиме и ги мешаме со стојките со толчникот. Јагнешките котлети ги редиме во керамичка тава за печење. Ги посолуваме. Со црпалка врз котлетите ја нанесуваме содржината од дрвениот сад. Во длабок сад ги ставаме доматното пире, ориганото, циметот и гранчињата мајчина душичка. Додаваме маслиново масло и мелен црн пипер. Мешаме со лажица. Скарата ја попрескуваме со маслиново масло. По 12 часа ги вадиме котлетите од маринадата и ги редиме на скарата. Со лажица врз котлетите нанесуваме од мешавината од зачини со цимет. За време на печењето ги превртуваме котлетите на скарата. И од другата страна ги преливаме со мешавината од зачини. Испечените котлети ги ставаме на чинија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. На средината на чинијата го сервираме претходно испржениот помфрит. Врз помфритот ги сервираме котлетите. Украсуваме со 2 гранчиња копар, две половинки ротквички и 2 млади кромитчиња. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совињон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени.